Добар ден, ученици, од ученицата. Денес имаме час по математика, со наставна содржина, математички проблеми, повторување во второ поделение. Што очекувам од вас на овој час? Да ги покажете вашите знаења во 5 нивоа. За секое ниво ќе добивате звезди. Прво ниво е со 1 звезда, второ ниво со 2, трето ниво со 3, четврто ниво со 4 и петото ниво е најголемо со 5 звезди. За да преминете од едно ниво во друго, ќе треба точно да одговорите. Добро размислите кој одговор ќе го одберете како точен. Започнуваме со прво ниво и во првото ниво добиваме 1 звезда. Прва задача, едноставни задачи, 83 минус 7 е еднакво на 12, 76 или 17. Така, 83 минус 7 е еднакво на 76. Втора задача, 65 плюс 8 е еднакво на 14, 73 или 12. Што мислите? Така, 65 плюс 8 е еднакво на 73. Трета задача, 31 минус 4 е еднакво на 27, 13 или 12. Така, 31 минус 4 е еднакво на 27. Браво, решените за задачи се со 1 звезда, добивте 1 звезда, преминуваме на задачи со 2 звезди во второ ниво. Исто имате 3 задачи да решите, за да преминете во наредното ниво. Првата задача, гледаме дека имаме равенки со една непозната. Х плюс 6 е еднакво на 13. Имаме понудено 3 одговори. За х треба да одговориме дали е 5, 6 или 7. Точно. Х е еднакво на 7, затоа што 7 плюс 6 е еднакво на 13. Втора равенка, 9 плюс х е еднакво на 12. За х, кој број е точен од понудените? 3, 8 или 9. Така. Х е еднакво на 3, затоа што 9 плюс 3 е еднакво на 12. Третата задача, имате 12 е еднакво на х плюс 5. Понудено имате за х е еднакво на 5, х е еднакво на 7 и х е еднакво на 9. Кој е точниот одговор? Така, х е еднакво на 7, затоа што 12 е еднакво на 7 плюс 5. Браво, преминуваме на задачи со 3 звезди, добивме веќе 2 звезди. Трето ниво, исто имате 3 задачи, за да ги добиеме 3 звезди, треба да ги решиме 3 задачи. Бројот 19 зголемен за бројот 7 е бројот 12, 15 или 26. 12, 15 или 26. Така. Тоа е бројот 26. Одиме на втората задача. Бројот 25 е за 7 поголем од бројот 18. Дали е точен исказот? И кој од понудените броеви е точен? 12, 5 или 18? Така, 18, затоа што бројот 25 е за 7 поголем од бројот 18 и исказот е точен. Трета задача, кој број ќе го додадеме на бројот 15 за да добиеме бројот 22? 12, 5 или 7? Така, треба да го додадеме бројот 7 за да добиеме 22, затоа што 15 плюс 7 е еднакво на 22. Ги решивме сите 3 задачи точно, добивме 3 звезди и преминуваме на четвртото ниво. Еве ги точните одговори.
Одиме на четврто ниво со 4 звезди. Задача број 1. Во водата пливаат патка, патор и 9 мали патчиња. Колку пливачи има во водата? 9, 11 или 15? Добро размислите. Така, 11. Точно, затоа што 1 патор плюс 1 патка плюс 9 патчиња е еднакво на 11. Во водата има 11 пливачи. Втора задача. Марко читал книга. Првиот ден прочитал 7 страни. Вториот ден прочитал 2 страни повеќе. Колку страни прочитал Марко за двата дена? 9, 12 или 16? Добро размислете. Првиот ден, вториот 2 страни повеќе. Размислете првиот и вториот колку дена прочитал. Така, 16. Зошто? Затоа што 7 е првиот ден, плюс во заграда 2 плюс 7 е вториот ден, е еднакво на 7 плюс 9 е еднакво на 16. Значи Марко за двата дена прочитал 16 страни. Трета задача. Збирот на броевите 5 и 2 зголеми го со збирот на 6 и 3. Имате понудено 3 бројни изрази. Кој од овие бројни изрази е точен? 5 плюс 2 плюс 6 плюс 3 е еднакво на 16. Во заграда 5 плюс 2 плюс 6 плюс 3 е еднакво на 16. И во заграда 5 плюс 2 плюс во заграда 6 плюс 3 е еднакво на 16. Кој од бројните изрази е точен? Сите имаат точно еднакво решение, но кој израз е точно поставен? Така. Точно морате да употребите загради за збир, затоа што збирот на 5 и 2, тоа се заградите во заграда 5 плюс 2 плюс во заграда 6 плюс 3 е еднакво на 16. Грешите сите задачи од четвртото ниво, добивме 4 звезди и преминуваме на петото ниво. Еве во петото ниво добиваме 5 звезди. Да видиме што ни нуди петото ниво. Гледаме на слайдот цветови. Значи задача со цвеќиња. Еве, 3 девојчиња садале цвеќиња. Девојчето со црвена панделка насадило 10 црвени цвеќиња. Девојчето со жолта панделка насадило 2 цвеќиња повеќе. Третото девојче било највредно и насадило 17 цвеќиња. Колку вкупно цвеќиња насадиле трите девојчиња во градината? Од понудените одговори, откри го точниот одговор на прашањето. Понудени одговори имаш 16, 39 и 12. Размисли како ќе ја решите задачата. Значи, првото девојче плюс второто девојче плюс третото девојче. Имаме 3 девојчиња кои што садале цвеќиња и се бара колку цвеќиња насадиле трите девојчиња во градината. Значи, точниот одговор е 39. Зошто? Затоа што решението е 10 е првото девојче, плюс во заграда 10 плюс 2 второто девојче и плюс 17 третото девојче е еднакво на 10 плюс 12 плюс 17 е еднакво на 22 плюс 17 е еднакво на 39. Значи, на прашањето колку вкупно цвеќиња насадиле трите девојчиња во градината, одговорот е трите девојчиња насадиле 39 цвеќиња. Одиме на втората задача. Збирот на 3 броја е 12. Првиот број е бројот 2. Збирот на првиот и третиот број е бројот 9. Кој броен израз одговара на задачата? 2 плюс 7 плюс 9, 2 плюс 3 плюс 7, 2 плюс 3 плюс 9. Размислете добро,
Збирот на првиот и третиот собирок треба да биде 9. Така, тоа е точниот броен израз, затоа што 2 плюс 3 плюс 7 е еднакво на 12, но првиот и третиот собирок го даваат бројот 9. Одиме на третата задача. Гледате на слайдот, има многу количиња. Значи, задача со количиња. Еве ги количињата на Марко. Марко ги реди количињата на 3 полици во својата соба. На првата полица ставил 80 количиња, на втората полица ставил 60, а на третата ставил 70. Колку количиња му недостасуваат за да може да ја дополни секоја полица да има по 100? 50, 12 или 90? Што мислите вие? Добро размислете, решете ја задачата, пронајдете на секоја полица колку има, колку недостасуваат и колку се вкупно количиња што му требаат на Марко. Помогнете му на Марко да ја реши оваа проблемска ситуација. Значи, откривте дека е 90, да видиме зошто е точен одговорот 90. На првата полица има 80. Од 80 до 100 количиња треба 20. Значи, на Марко му требаат 20 количиња за првата полица. За втората полица од 60 до 100 количиња треба 40. Значи, за втората полица му требаат 40 количиња. За третата полица од 70 до 100 треба 30 количиња. Сите заедно, кога ќе ги собереме, добиваме 20 плюс 40 плюс 30 еднакво на 90. Значи, на Марко му требаат 90 количиња за да ги потполни сите полици да бидат наредени со 100 количиња. Браво за сите! Се надевам дека ви беше забавно, одлично, освоивте 5 звезди, го освоивте највисокото ниво со сите решени задачи. Ви благодарам на вниманието, до видување до следното видување. Поздрав од наставничката Светлана Бобевска.